Добро вечер, Дневник на ТВ+. Ова се кратките најави. Останете со нас. Мапирање на разликите во домувањето за ромите. Тече изградбата на кружниот тек. Богата програма на Тумба Фест. Мапирање на разликите во домувањето за ромите е насловот на документарниот филм кој денеска беше промовиран во Занаечискиот дом во рамки на истоимениот проект кој го реализира Ромски деловен информативен центар заедно со НРЦ, Симбиозис 12 и Бела кула. Во Занаечискиот дом денеска се одржа промоција на документарниот филм и анализата изработени во рамки на проектот Мапирање на разликите во домувањето за ромите, кој го спроведува Ромски деловен информативен центар заедно со Националниот ромски центар од Куманово, Симбиозис 12 и Бела кула. Проектот, кој е финансиран од Европската унија, ги опфати општините Куманово, Штип, Кочани, Велес, Прилеп, Кичево и Чаир. Анализата покажува дека состојбата со домување на ромите во Куманово се карактеризира со слаба инфраструктура, канализација, пристап до вода и електрична енергија, како и висока стапка на бесправно изградени домови. Претходните анализи кои ги направивме на терен, дојдовме до заклучок дека ромската заедница во Куманово се соочува со идентични проблеми, да бидеме реални, како и во сите други општини што ни беа таргет на истражувањето, но има и добри примери кои ни ги презентираше самиот градоначалник господинот Максим Димитриевски и нормално институциите, до каде што е спроведена легализацијата, до кој процент, колку била заинтересираност, така и самите роми од оваа општина, но исто така се презентира и проблеми со кои се соочуваат, а највеќе со измена на детално урбанистичкиот план, кој опфате нормално и она познато ромско место кај што живеа Средоре, кој е планиран во сегашниот детален урбанистички план како зелена зона, која треба да се направи, значи, измена на тој, за да можат и тие роми кои сега не се во состојба да ги легализираат своите нелегално изградени објекти, да може некој барем од нив да биде со таа измена, доколку се донесе, според и информациите изјавата од самиот градоначалник, рече дека во најскоро време се преоѓа на таа фаза. Ахмет Јашаревски од Оделението за локален економски развој при општина Куманово, обраќајќи се пред присутните, истакна дека мора да се направат измени во законската регулатива за да се постигне значителен напредок во областа домување. Со областа на домување не можеме да кажеме дека е мал проблем. Верувајте ми дека е доста голем проблем, затоа што повеќето од ромските населби, нарочито Средорек, Бавчи, не се во урбанистички план на градот, тоа се претежно зелен појас, каде што треба да се направи таа измена. Еве веќе работиме, имаме некоја друга програма што ќе треба да се работи со Министерство за локална самоуправа, да видиме како полека, постепено тоа да се реши. Тука имаме и невладена организација, Национален ромски центар, кој исклучиво во изминатите години работи околу легализација. Знам дека има некои резултати, но проблемот се големи. Пак се навраќаме на тоа дека самата законска регулатива ќе треба да трпи некои промени, ако сакаме детално да се направат легализација и на Средорек и на Баши. Анализата покажува дека домаќинствата во кои живеат ромите во Куманово скоро сите имаат пристап до електрична енергија, но нередовно ги плаќаат обврските за потрошената енергија, па поради тоа се исклучуваат од системот. Освен тоа, поголемиот број на живеалишта во кои што живеат ромите се помали од 50 квадратни метри по домаќинство. На автопатот од Куманово Скопје вчера околу 4 часот полициски службеници привеле 47 годишен скопјанец поради тоа што во 4 часот и 30 минути на автопатот од Куманово граничен премин Табановце од неговото возило Ауди S8 со скопски регистарски ознаки истоварил 10 мигранти од Сирија, информираат од Министерството за внатрешни работи. Мигрантите заедно со возачот биле предадени на полициски службеници од СВР Куманово за понатамошна постапка. Се работи на расчистување на случајот.
Со буџетски средства, општина Куманово гради кружен тек на влезот во Куманово. Градежните работи ги изведува кумановската фирма Кооп Инженеринг. Избраната компанија на тендер има рок од 3 месеци да го заврши проектот. Изградбата на кружниот тек на влезот во градот е еден од капиталните проекти на општина Куманово за кој што се одвоени над 19,7 милиони денари буџетски средства. Изградбата на кружниот тек влегува во рамки на развојната програма на локалната самоуправа заедно со изградба и реконструкција на улици. Претходно, кон крајот на јуни заврши тендерот за избор на компанија за изградба на кружен тек во Куманово. Градежните работи ги изведува кумановската фирма Кооп Инженеринг. Избраната компанија има рок од 3 месеци да го заврши проектот. Градоначалникот Максим Димитриевски неодамна изјави дека годинава сериозно се работело на реализација на капитални проекти. Во рамките на своите можности ние секако ја реализираме програмата, имаме сериозен процент на реализација на капиталните инвестиции оваа година, нешто над 65%, и ќе продолжиме со тоа темпо. Знаете дека не очекуваат уште 2 капитални проекти, а тоа е реализација на индустријската зона, отпочнување со создавање на нова инфраструктура и другиот капитален проект е планираните средства за реализација на кружниот тек на влезот во градот, кој што ќе го направиме во 2 фази поради буџетските неможности да се финишира целиот проект оваа година. Претходно општина Куманово усвои времен сообраќаен план за влезот на градот кај крстосницата на булеварот Трета Македонска и улицата 11 октомври. Справување со диви депонии, загадување и уништување на јавен имот беше тема на денешниот состанок на локалниот совет за превенција. Присутните заклучија дека сите заедно, почнувајќи од советот на општината Куманово, институциите, граѓаните, невладините организации, треба да се вклучат и да дадат свој придонес во зајакнувањето на граѓанската совест. Општина Куманово во соработка со Одсекот за превенција при СВР Куманово денеска одржа состанок на локален совет за превенција на тема справување со диви депонии, загадување и уништување на јавен имот. По одржаниот состанок беа донесени заклучоци, меѓу кои е формирана и тематска работна група за заштита на животната средина, која е составена од 7 члена, која во период од една недела ќе прибира предлози и идеи за конкретни активности кои ќе бидат ставени во акцијски план. До донесување на акцијскиот план во септември и октомври ќе се организираат повеќе акции на терен на веќе лоцирани критични локации со учество на представници од институции, невладини организации и граѓани од конкретни подрачја за чистење и подигнување на јавната свест. Ќе се учествува на телевизиски емисии каде што ќе се информира и разговара за последиците од загадувањето, справувањето со дивите депонии, информации за одлагање на разни видови на отпад и вклучувањето на институциите, невладините организации и граѓаните. Ќе се изнаоѓа можност за воведување на втора смена, односно дежурства на комунален инспектор и комунален редар заради поуспешна и поефикасна контрола на терен во соработка со полицијата и граѓаните. Останатите предлози и идеи за поставување на табли, емитување на спотови на телевизија за подигнување на јавната свест, рекламна кампања, едукација во училиштата, екопатроли и други форми за подигнување на јавната свест ќе бидат еден дел од предлозите и идеите преточени во акцијскиот план. Како еден општ заклучок е заеднички сите, почнувајќи од Советот на општина Куманово, институциите, граѓаните, невладините организации, да се вклучат и да дадат свој придонес во зајакнување на граѓанската совест, како и пријавување на загадувачите на животната средина. Во Центарот за култура утре вечер со почеток во 20 часот ќе се одржи музичко караоке шоу за најмладите. На манифестацијата, која што се одржува за прв пат во оваа национална установа, ќе учествуваат деца на возраст од 11 до 16 години. Тие ќе настапат со забавни композиции, а ќе ги оценува стручно жири од градот. Средствата за оваа намена се во рамки на програмата на Министерството за култура. 20 на македонски народни шеговини песни ќе бидат испејани на Тумбафест 2019, која ќе се одржи на 23 септември во големата сала на Центарот за култура. Организатор на манифестацијата е Сдруженијето Етно Ризница.
На 23 септември годинава ќе се возобнови фестивалот на македонска народна шегобина песна Тумба Фест 2019, најави на денешната пресконференција председателот на Сдруженијето Етно Ризница, воедно и организатор Драган Митевски. На фестивалот кој не се одржува веќе 19 години ќе бидат изведени 12 нови, но и толков број ретро песни кои благодарејќи на Тумба Фест од 1995 до 2000 година станаа хитови и се уште се слушаат, но и пеат на свадби и други семејни веселби во Кумановско, Скопско и околината. Еј Розике брекомшике, Мераклија, ја у село не се враќам, се само дел од нив, потенцира Митевски. Со задоволство ви ги најавувам пејачите кои ќе земат учество на Тумба Фест 2019, тоа се Беки Бекич, Ленче Кукич, Нино Величковски, Маријан Коцев. На возобновувањето во исто време ќе биде и на некој начин фестивалот ќе биде интернационален затоа што ќе имаме гости од Бугарија, ќе имаме гостин Васил Валканов кој заедно со тука присутната Рени ќе имаат дует. Автор на песната е исто така тука присутниот Цане Петров. Меѓутоа ќе има и други, се надеваме, хитови кои од тука натаму ќе се слушаат. Имаме добра екипа кумановци кои ќе бидат присутни на самиот фестивал. Така да, од нашите кумановци ќе ги споменеме Нино Величковски, кој ќе испее песната, Цане, како беше? Мераклија. Не. Трубе свирив на сред тумбу. Па добро, сега насловот не знам точно како е. Така, добро. За прв пат на еден ваков фестивал ќе се појават нашите популарни во нашиве краишта Челик бенд со една песна која се вика Кумановке фраерке. Мартинијан Кириловски исто така ќе се представи на фестивалот со песната Уникатен или Уникат, така беше. Игор Василков, звездата од и пред 20 на години, ќе испее песната Кумановац не се бива на текст на Боби Петковски, а музика и аранжман на Цане Петров. Од Кумановци дали ги споменав сите? Да, добро, тука ни е Владко Алексовски од Крива Паланка, Душко Георгиевски, Круме Спасовски, Анета Наковска. Најголем дел од песните ќе бидат испејани на кумановски дијалект, со исклучок на една или две песни, кои што ќе бидат на литературен македонски јазик, а текстовите, освен што се шегобини, ќе бидат и со актуелни теми, велат од советот на фестивалот. Екипата што ја споменав, значи комплетно целата екипа од уметничкиот дел од фестивалот се зазема и сето тоа го работи онака од срце за Куманово, значи се во интерес да се возобнови фестивалот без никаква, како да кажем, надокнада. Така, да. Комплетно волонтерски, мора да споменам тука дека локалната самоуправа скромно меѓутоа не помогна. Се надеваме од наредната година да бидеме препознаени како од Министерството за култура, така и од локалната самоуправа. Ние сакаме овој фестивал да си биде фестивал на градот, да го возобновиме и да биде бренд онаков баш како што беше и пред 20 и повеќе години. Ви најавуваме дека фестивалот директно ќе се пренесува, директно ќе го пренесува Телевизија Плюс од Куманово, која ќе обезбеди стриминг, линк на YouTube и Facebook, значи директно ќе биде пренесуван фестивалот на Facebook и на YouTube, како и на уште неколку локални станици низ Републиката. Билетите веќе се во продажба, а може да се купат по цена од 200 денари во Зулу Травел, локалитет Сума. Мораме да напоменам дека правиме еден нов концепт
интеракцијски фестивал, до сега не виден. Значи нема да има она класична најава на фестивалот, а сега ќе настапи тој, значи нешто поинакво, мак да оставиме да видите таму. Кумановскиот диалект на кој што се пеат песните е многу полесен за правење текстови, колку што гледам и од авторите, нели? Отколку литературниот македонски јазик, нели? Така да се надевам дека многу поприфатливи ќе бидат тие шегобини песни, нели? Од причина што е лесен јазикот на изразување. Граѓаните ќе имаат можност на 23 септември со почеток во 20 часот во големата сала на Центарот за култура да проследат 20 на народни шегобини песни од македонски и странски изведувачи. Академскиот ликовен уметник Зоран Арсовски Бабата, откако ја реализираше својата самостојна изложба во Белград со наслов Тектонски пореметувања, продолжува со презентирање на своите уметнички слики, овој пат во Кнежевац, Србија. Отварањето на изложбата е закажано за вечерва, а пошироката јавност во наредните 2 недели ќе може да ја посети изложбата и да ужива во уметничките дела. Арсовски е роден 1980 година во Куманово, дипломирал во 2005 година и магистрирал 2007 година на Националната ликовна академија во Софија насока сликарство. Ова изложба ќе му биде 9-то самостојно представување пред пошироката јавност. Има учествувано на повеќе групни меѓународни ликовни колонии, изложби, проекти, симпозиуми во земјава и странство. Работи во Националната установа Центар за култура Трајко Прокопиев, Куманово. Православните христијани денеска го одбележуваат празникот одсекување на главата на Свети Јован Крстител. Празникот посветен на погубувањето на Свети Јован Крстител, што секоја година се празнува на 11 септември, во народниот говор се среќава под различни имиња. Свети Јован Сечиглав, Свети Јован Одсечен, Свети Јован Обсечен. Поради значењето на овој светец, црквата овој ден го прогласила за пост. Последниот старозаветен пророк Свети Јован е наречен крстител затоа што го крстил Исус Христос во реката Јордан. Во продолжение вестите од Македонија. Предпладнево на адресата на специјалното јавно обвинителство пристигнал дописот од јавниот обвинител Љубомир Јовески за префрлување на предметите. Од специјалното јавно обвинителство информираат дека го добиле известувањето од јавното обвинителство со кое раководи Јовески, но детали за тоа на кој начин ќе се прави трансферот на предметите од СЈО вела дека ќе објават во текот на утрешниот ден. Во меѓувреме во кривичниот суд се одложуваат судењата кои што ги водеа обвинителите од СЈО. Луѓето кои немаат приходи, а имаат потреба од лекување да се пријавуваат за адекватна помош во центрите за социјални работи, со тоа ќе се ослободуваат од партиципација во здравството. Така социјалните и здравствените сервиси се координирани на национално ниво за да се обезбедат граѓаните кои се без екзистенција. Оние што се корисници на минимален адекватен приход или поранешна социјална помош, во законот сега опфатена како гарантиран минимален приход, се ослободени од партиципација како нивните деца, така и возрастните. Тоа е во програмата на Министерството за здравство. Ние сме во целосна координација затоа што здравствените и социјалните сервиси целосно се испреплетени на локално ниво. Сите оние лица кои се материјално оштетени, немаат приходи, немаат финансиски средства, ги повикувам да се обратат во Центарот за социјални работи да обезбедат гарантиран приход, кој што сега е доволен за минимум услуги да се обезбедат во семејството. Тоа се детски додаток, образовен додаток, гарантиран приход и во моментот кога ќе ги обезбедат овие права, тие добиваат и бесплатна услуга, односно се ослободени од партиципација за специјалистички, консултативни и сите други видови здравствени прегледи, меѓу кои и болничкото лекување. Тоа е регулирано во програмата со Министерството за здравство, истакна министерката за социјални работи Мила Царовска. Таа потенцираше дека во изминатите 2,5 години владата прави напори да се вработат луѓе во центрите за социјални работи кои на терен ќе ги регулираат ваквите проблеми на граѓаните. Осигурените лица од 1 октомври годинава ќе можат да ги подигнуваат лековите во аптека само врз основа на рецепт и документ за лична идентификација.
Соопштуваат од Фондот за здравствено осигурување на Македонија. До тој период додаваат на сила се постоечките позитивни прописи, со кои пропишувањето на лекот кај избраниот лекар, како и постапката при издавање на лекот во аптеката се врши со здравствена легитимација, заедно со личен идентификацијски документ на осигураното лице, лична карта или пасош, при користење на здравствени услуги на товар на Фондот, односно до 1 октомври 2019. Фондот, како купувач на здравствени услуги, е конструктивен и отворен за соработка со сите чинители во здравствениот систем и работи на имплементација на соодветно електронско решение со кое ќе се олесни административното работење на здравствените установи при пропишување и издавање на лекови на рецепт во интерес на поефикасна и подостапна здравствена услуга на осигураните лица, потенцираат од Фондот. Ракометниот суперкуп на Македонија меѓу екипите на Вардар и Металург на 18 септември ќе се одигра во Куманово, одлучи Ракометната федерација на Македонија. Дуелот е реприза на финалето од Купот на Македонија, кога Металург во Куманово го совлада европскиот шампион Вардар. Општина Куманово и женскиот ракометен клуб Куманово ќе бидат организатори и домаќини на настанот, откако добро се покажа и минатата сезона, кога го организираа женскиот и машкиот државен куп. Времето денеска во Куманово беше сончево. Максималната температура се искачи до 28 степени, а минималната беше 12 степени Целзиусови. За утре метеоролозите најавуваат променливо сончево. Дневната температура ќе достигне 28 степени, а утринската ќе биде до 14 степени. Ви благодариме за вниманието, имајте пријатна вечер.